Втор ден по навремето во Скопје, жителите на главниот град брзаат да ги затворат однесените покриви по најавите за нови врнежи од дожд. Ја пријавиле штетата, додека се врши увид на терен. Тие немаат многу време, па се сноѓаат секој на свој начин за да спречат дополнителна штета. Таква е ситуацијата со станарите кај пазарчето Боњаковец, каде што пред 2 дена ураганот целосно ја однесе кровната конструкција. Истата вечер, додека ја се враќав од Охрид, мојот брат со уште еден негов пријател се качува и 6 сата работи за со најлон да го колку толку способи барем едната страна на кровот. Ова се веќе втори работници кои што само најлон ставаат. Зошто? Прогнозите не се поволни. Утре се смета дека ќе има повторно не време, и се надеваме не време, ама ќе има обилен дожд и дека тоа може да направи штета не само на горните спратови, туку и да пробие надоле. Така да сега се бориме битка со времето да можеме да зачуваме се што можеме да зачуваме. Скопјани не се изненадени од последиците од невремето, свесни за начинот на градба, но и за стручноста на оние кои работат. Работам таа работа ли Марија нешто, херметички мора да се затвори кровот. Малку да има пропуст, одма ветерот го дега, пошто и лимот е таков се кинески од 045, тој трагедија сме. Јас сум градежник, ме начекавте. Треба да се обрне внимание, бидејќи овие кровови сега што ги прават некако на брзина и не обрнуваат внимание на статичкиот дел, да се укрути, да се зацврсти кровот добро за конструкцијата. Постарите не може да летаат, пошто имаше квалитетни мајстори, од новите летаат сега, нормално е тоа. Нема добри мајстори, секој знае да се качи на кров, да поправа и така. Секој покрив доколку е граден според сите закони на градежништвото мора да издржи оркански ветер, тврди професорот на градежниот факултет Горан Марковски. Тоа единствено се должи на непочитување на стандардите во градежништвото, внесување на импровизации во текот на градбата и несоодветно одржување на покривните конструкции, особено на оние кои што се наоѓаат на поголеми височини. Овој ветер сепак не смее да предизвика вакви штети. Професорот додава дека на терен се забележале 2 вида на попуштање на конструкции. Едниот е практично откачување на лимот од конструкцијата, на лимените табли, што е исто недостаток на изведбата. И второто е практично откачување на целокупната подконструкција заедно со лимот од основната конструкција, што укажува на тоа дека воопшто не се внимава на врските во ваквите конструкции, а гледаме колку е тоа битно и значено. Експертите велат дека сега на потек се градежните инспектори за да ги проверат сите конструкции и да ги казнат сите оние кои не работат според правила и прописи со дебели казни, за да се избегнат вакви сценарија при слични непогоди. Габриела Лискова, Сител телевизија.